Нови инвестиции во Тирс Прилеп како од страна на постојните компании, така и од нови инвеститори. Денеска беа најавени од директорот на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони Гоце Димовски, кој што оствари посета на веќе постоечките фабрики во зоната. Димовски во моментов не сакаше да даде конкретен одговор кои се тие нови инвеститори, затоа што се уште се преговарало. Истакна само тоа дека автомобилскиот гигант Гентерм, кој веќе има погони во Прилеп, дека планира наскоро да има нова милионска инвестиција. Но не добивме одговор на тоа, дали дел од сегашните погони Гентерм ги префрла во Мароко. Во однос на тоа дали го сели или не го сели, тоа треба да дадат одговор од компанијата. Согласно моите информации, јас можам да ви потврдам дека компанијата Гентерм има сериозни планови да инвестира во нови средства, во нови машини за да вработува повеќе. А во периодот што следи, тие детали ќе ги објавиме јавно. Сега сме уште во таа фаза да разговори и преговори, и тие знаете разговори и преговори имаат одредени доверливи информации и заради тоа не можеме да излеземе во јавност со подетални информации. Оптимизам за брзи нови инвестиции искажа и заменик министерот за економија Маријан Ристевски, како и сегашниот градоначалник на Прилеп Борче Јовчевски. Понатаму како влада ќе продолжиме во инвестирање на подобрување на инфраструктурата и привлекување на нови странски и домашни инвестиции. Се надевам дека до крајот на мандатот на ова влада барем ќе биде збогатена со ова Тирс зона Прилеп, барем со уште некоја фабрика што многу ќе значи за прилепската и македонската економија. А посебно со доизградбата, односно текот на изградбата на патната инфраструктура, коридор 10, ќе стане уште поинтересна за пласирање на извозната линија на пристаништата на соседните држави и со тоа очекуваме уште поголем интерес како на странски инвеститори, така и се разбира и на домашни. Во моментот во Тирс Прилеп има 3 компании со околу 3000 вработени. За Сител Дарко Штарговски.